Добар ден, ученици. Јас сум Виолета Ѓоргиевска, оделенски наставник од Општинското основно училиште Александар Македонски, општина Аеродром од Скопје. Оваа е видео лекција по предметот природни науки за ученици од трето оделение. Во неа од наставната тема грижа за здравјето ќе обработиме наставната содржина која паста за заби е најдобра. Наставните цели кои треба да ги реализираме со оваа наставна содржина се следните: да знаете дека редовната хигиена на забите е услов за здрави заби и да знаете која паста за заби помага за добра хигиена и здравје на вашите заби. Во текот на предавањето ќе другарувате со ова зелено мече кое го крстевме четко и кое постојано ќе ве потсетува на многу корисни совети. Па да започнеме. Приказна за Маја и болното запче. Најнапред ќе ви ја прочитам оваа приказна за девојчето Маја. Маја е девојче кое многу сакало да јаде чоколади, но не само чоколади. Нејзина омилена храна биле сите благи работи. Торти, колачи, крофни. Маја не водела грижа за своите заби и не ги миела редовно. По некое време, запчињата на Маја се расипале. На еден зап се појавил оток и многу ја болел. Таа не можела да издржи од болка и морала да оди на стоматолог. Стоматологот ја објаснил дека нездравата храна, храната богата со шекери, придонале запчињата на Маја многу да се расипат. На нив се размножиле толку многу бактерии, кои ги изгризале забите, направиле шуплина и се појавил кариес. Кариесот допрел до срцевината на забот и уште подлабоко до нервите и затоа толку многу болел. Што се случило понатаму? Така е, стоматологот и го исчистил кариесот на забот и со пломба ги потполнил дупчињата во забите. Но ако забите се расипат многу и не може да се поправат, ќе мора да се извадат. Тој ја советувал и на кој начин да ги мие забите и каква паста да користи. А Маја ветила дека редовно и правилно ќе ги мие забите, за да не и се расипат повторно. Каква поука можеме да извлечеме од оваа приказна? Ученици, треба да се грижите за своите заби. Ако се грижиш за забите, секогаш ќе ги имаш. Грижа за забите. Здрави навики за заштита на забите. Децата уште од мали мора да знаат која храна е штетна за забите и колку е важна редовната хигиена на забите. Затоа, ученици, редовно мијте ги забите, одете на редовни стоматолошки контроли и јадете здрава храна, избегнувајте нездрава храна богата со шекери и газирани пијалоци. Млечните продукти, ученици, се одлична храна за коските и забите. Млекото и јогуртот се богати со калциум и фосфор, минерали кои го спречуваат процесот на деминерализација или разградување на забната глеќ. Јогуртот го намалува присуството на лоши бактерии во устата. Затоа, ученици, јадете здрава храна за здрави заби. Правилна хигиена и нега на забите. Да прочитаме неколку совети за правилна хигиена и нега на забите. Ученици, имајте своја четка за заби. Четкајте ги забите најмалку 2 пати дневно, а наутро и навечер задолжително. Четкајте ги забите 2-3 минути. Правилно од сите страни. Надворешно и внатрешно. Со вертикални и кружни движења и на крајот исчеткајте ја гингивата и јазикот. Чекањето на забите со употреба на сила и брзи потези може да ги иритира непцата и да го оштети површинскиот заштитен слој на забите. Пастата за заби треба да содржи многу состојки кои помагаат за добра хигиена и здравје на забите и устата, флуор, ментол, камилица и други корисни состојки. По миењето на забите исплакнете ги со чиста водичка. Запомнете, ученици, грижата за забите резултира со здрави непца, пријатен здив, бели заби и блескава насмевка. Да прочитаме едно истражување кое го спровеле ученици од трето оделение. Целта на ова истражување било на кој е најдобар начин за чистење на забите. Значи, учениците сакале да истражат кој е најдобриот начин за чистење на забите.
На парче фолија тие со траен маркер нацртале нешто, а потоа пробале да го исчистат со примена на неколку методи. Само со четкање, само со паста, со плакнење со вода и со паста и четкање заедно. Што забележале и што заклучиле? Кој метод за чистење бил најдобар? Што мислите? Ученици, најдобар метод за да се исчисти фолијата било со четкање и паста. И за да се исчистат забите од забни наслаги, најдобар метод е добро и правилно четкање со четка и соодветна паста за заби. Хајде да видиме која паста е најдобра за вашите заби. Консултирајте се со вашиот стоматолог која паста е најдобра за заштита на забите. Пастата треба темелно да ги отстранува наслагите на забите. Таа треба да содржи најмалку штетни материи, а највеќе корисни состојки за заштита на забите. Флуор, ментол, камилица и други корисни состојки. Треба да има пријатен вкус за вас и да се чувствувате добро додека ги четкате забите. Сменете ја пастата доколку не ви одговара, доколку ви ги иритира непцата, забите или устата. Уште едно истражување, кое треба вие да го спроведете во домашни услови со вашите родители. Ученици, потребно е да истражите која паста е најдобра. За овој експеримент потребни ви се 3 јајца, различни пасти за заби, чаша во која ќе ставите газиран пијалок и една во која ќе ставите овошен сок. Јајцето е намачкано со паста која е богата со флуор и други корисни состојки. Другото јајце треба да е намачкано со паста која не содржи флуор, а третото јајце да не биде намачкано со паста. Пастата да биде намачкана во 105 мм дебелина и пополнети да бидат сите воздушни меурчина. Секое јајце се става во пластична чашка во која има оцетна киселина. Например, газиран сок, овошен пијалок и така натаму. Водејќи сметка течноста да го прекрива јајцето. Оставете ги така јајцата од утро до вечер и можете и до наредниот ден. Наблюдувајте во текот на денот што се случува. Потоа јајцата измете ги од пастата и проверете колку е цврста секоја лушпа. Лушпата од јајцето се споредува со глекта на забот. Овој експеримент треба да ви докаже која паста ги прави забите цврсти и здрави. А во вашите тетрадки забележете што истраживте. Дали има некоја разлика? Ако е така, како се случило тоа? Со што ја споредуваме лушпата од јајцето? Што ќе се случи со јајцето кое немаше паста? Која паста најмногу го заштити јајцето? На овие прашања одговорете во вашите тетрадки, запишете ги резултатите од истражувањето и наведете го заклучокот од експериментот во вашата тетрадка. На крајот, уште една домашна задача за вас и вашите родители. Заедно со вашите родители дизајнирајте постер за нов бренд на паста за заби. Направете и лого за здрави заби. Секој ден четкај и со здрави заби светкај. Драги другарчиња, се надевам дека научивте колку често и на кој начин треба да ги миете вашите заби. Научивте и која паста за заби е најдобра. Применете го стекнатото знаење. Корисно е. И останете во добро здравје. Јас и вашето другарче Четко ви посакуваме до видување до следното видување.